Јас сум Тара Ристевска, доаѓам од Битола, имам 22 години. Студирам на медицински факултет во Скопје, општа медицина. Нема, најприсутна си тогаш, и те нема, и секаде те има, неизбежно те има. Музиката има еден многу терапевтски карактер, кој што веројатно многу ќе придонесе и во понатамошното развивање на медицината. Тара е специфична, уникатна, посебна. Знае секогаш да те сослуша во сите лоши моменти. Ексцентрична. Оние работи кои што најмногу ме нервираат е тоа кога не крема на телефон, кога упорно ја барам и кога вели дека телефонот му е на сајлент. Се што би замислила до сега, мислам, има остварено. Македонската музика ја сакам и предизвик е да се пее заедно со биг бендот на македонската радиотелевизија. Како што ви рекле скопјаните, Битола нема аеродром, но затоа има девојки како Тара на кои дури на чија убавина би позавиделе и боговите. Slušam tatneži, da gledam grabeži, od čovek duša kradat, od neko kukla pravat, od tam zaminuvam, temen oblak nosim vreme, podaleko od ovoj čuden što ga brani, letak i peak, zapeli lebedi, konji. Brzajte, vetro i duvajte, neka iščezne moj otrag. Dok mi koči odvedete Не, назад. Тука. Пак заминете тогаш. Кај замина и тогаш? Уште се снима, само да знаеш, прекини да збориш за аудицијата, не е важно. Како си помина, Тара?
Супер. Некако ја освои сцена, а барем мене така ми изгледаше. И јас ја освоив сцената. Така? Дали ти е тешко, мака или убаво ти доаѓа на душичката која вака? Не Јас- возбудено, со емоции во мене и емоции кои што ги оддадов. Такво чувство некако, како заедно некоја интеракција. Ова е композиција на Ванчо Димитров, ама бидејќи вечерва на Иван не му дававме ниеднаш можност прв да го каже своето мислење, предлагам овој пат со вас да ја отвориме оваа етапа на коментари. Прво, кај Тара ми се допадна нејзиното име и морам да кажам дека мојата сопруга долго ме убедуваше такво име да ја дадеме на ќерката, ама се роди син. И ни ја расипа приказната. Али приказната на оваа вечер не е расипана, затоа што Тара имаше одлична изведба на една тешка песна, али внесе нешто многу свое. Секоја чест. Убав коментар. Ванчо? Силна експресија, тоа е мојот прв печаток, многу емоции. Без емоции знаете дека нема музика, нема уметност. Тара е навистина многу сигурна и многу убедлива во својата интерпретација на оваа песна. Има едно местенце која таму не го научила баш најдобро, но тоа денес вечерва ќе го поминеме така. Навистина сум многу задоволен. Песната, како што рече колегата, е многу тешка за пеење, бара многу енергија и бара широк вокал. Овај вокал со многу голем опсег. Но Тара тоа го направи одлично и јас сум презадоволен од тоа. Одлично. И Дарио? Јас исто би се сложил дека оваа песна, јас ја памтам уште кога излезе, е многу тешка песна. Еден таков вокал како Ана Костовска, специфичен многу да го скинеш и да го отпееш е многу тешко. Тара внесе една своја така малку хорска интерпретација, специфична. Малку и направи фейслифтинг на линијата, но инаку изгледа убаво, права битолчанка, убава, сигурна, облечена како што треба. Браво. Како рекла, Скоп, Битола нема аеродром, ама затоа има девојки како Тара. Затоа има авиони. Па нас не ни треба ни аеродром тогаш, ако идеме така. Може да ги видиме и оцените. Јас само би сакал да ви нагласам на сите кои добивате гласови од нас, дека овде на мониторите имаме гласови од 1 до 10. Значи не се од 5 до 10. Така да знаете дека се што е преку 5, 6, 7 е сосем окей. Ајде да ги видиме оцените, па Дарио може да почнеме со вас. Ајде. Еве од мене. Осмица. Деветка. Иван. Деветка. Тара, ти благодарам за твојот настап. Добро, ако сакаш и вака ќе си честитаме. Повели на твојата позиција, а ние привршуваме со кандидатите, односно сега на сцената ќе го видите и последниот кандидат од Охрид кој што ќе настапи. А за кого станува збор да знаете?